Сега одиме на шампионатите на поранешната држава. За Бања Лука рековме, трето место. Сега доаѓаш на шампионатот во Борово. Тогаш во Вуковар бевме сместени сите во еден убав хотел покрај Дунав беше. Дунав хотелот во Вуковар бевме, да. Сместени. Тогаш не водеше Живорад Шишковиќ. Ние спремни да нема и каде многу јаки треници, затоа што беше изборна за Олимпијада во Москва. И мене ми вели вака, Василев, сега или никој пат. Така е тренерът му рекол. Бев добро спремен, но има една специфична работа што јас Шишковиќ секој па сакаше да додам во поголема категорија. Да не се мачиш со килограми. Многу е битна. Тие 200 или полу кило 200 грама многу значат. Ждрепка секој пат е многу битна и во боксот ждрепката. Ако ти се падне со фаворитот, значи нема шанси да дојдеш до полуфинале, финале. Сега игра тука и късмет, среќа. Мене во четвртфинале ми паѓа Манчич. Тој многу јак од раднички ниш, ударач, еден фајтер. Коси. Не е боксерскиот израз, што косач ако ти падне, значи... И што викаш, со овој само на чекање? Аз со него имам боксувано 2 пати. И нема тука само на мудрост, нема само да го навлечеш, да избегаш. Почнува мечот, кога почна да сврля, а го слушам Шишковиќ, тогаш многу е гласен, значи ако не го послушаш нешто, не изработиш, гледа опасност, одма го слушаш како вика, јас се лево, десно ме закачи преку ракавици, хоп лево, хоп десно, држи се малце, има, тоа се некој финеси во боксот, ке се фати, ке се влечеш, па ке рече судија, стоп, ајде се малце од боксерските вештини, некој да ви објаснам. Јас тука бев многу вешти итар, да се фатам, да се повлечам, судија, стоп, брек, едно друго, тоа искуството го дава и мене ми вика Шишковиќ, пробеа доздола. Оти на секој прекит ја погледам кај него. Така, ми успеа тој десни аперкат, Манчич падна доле. Уште еднаш, мислам, го прекинаа мечот и одам во полуфинале. И сега чекаме во полуфинале. Во полуфинале, најголемиот нокаутер во Југославија, кој што ги има победено сите звезди, нема кој не паднал од него, Велимир Јефтич од Крагуевац. Тој имаше една руска техника, само таа десна, како Лемешев. Се сеќаваме на тој Лемешев од Олимпијадата. Тогаш во средна категорија или која? Во средно отидовме, да, во средна. Боксуваме трета борба. По трет пат се среќаваме, 2 меча ги имав добиено јас, првиот е тој у Бања Лука, пред Белиц со него, и вториот беше на Златен гол во Скопје, 78 година. И трета, мајка, ајде. Како што оди борбата, тој во нокдаун, и сега јас знам дека се готово, нели, знаеме, кога е боксерот грогиран, тогаш е најопасен. Тоа не го зна, многу тука грежа. Тогаш е најопасен грогираниот боксер. И ја велам, има броење, и во предност сум, и рекол, да избуткам трета рунда. Заврши мечот, се налјути Шишковиќ, зошто не? Тогаш не поедов на него да го довршам и така, 3:2 го губам мечот, тогаш беа Босна, Хрватска и Србија. Суди, 5 суди, 3:2 победи Јефтич. Јефтич отиде у финале со од Борово Шкаро. Тие замена така да Шкаро победи и отиде на Олимпијадата. Мене Олимпијадата за лакно затоа што Шишковиќ гледаше дека ке Шкаро ке немав проблем. Проблемот беше Јефтич затоа што Шкаро е контракардаш левак. А јас сум еден од многуте ретки, значи деснаци кои што сака да боксува со леваци, а никој не сака со левак да боксува, пошто леваците се специфични. А јас зошто не можеше да блокираш гардот? Леваците се зошто? Затоа што сега ќе ти кажам, Цуки. Леваците нормален гард, нормално они боксуваат
значи десни гард се вели, пошто десна е напред. Леваците боксуваат секој пат 90% со деснаци. Ретко има левак со левак да пада. Тој чека само со левата да пласира. Да. И што е предност кај леваците, затоа што од десна страна е јетрата, значи ге човека. И него му е во предност од јетра одма доле се прде. Значи плексус или како е диафрагма. После дадено им е нешто. Многу се поспецифични, поопасни да не кажам. Така имам со доста леваци боксувано. Ај некој левак. Левак еден од олимпискиот првак од Монтреал. Боксувал со него во Варшава. Во финале. Го изгубил тој меч, да. Тој е Рибицки. Рибицки. Кој со Рибицки? А Рибицки па беше победник со Качар на Олимпијадата. Така. Рибицки беше прв, Качар беше втор. Да. У финале боксеше во Монтреал. Таде во Монтреал, така. Јас со Рибицки 80 година се сретнавме. Така да леваците се страшно. Ти со Рибицки меч имаше во Варшава, во Варшава. на Феликс Штам турнир. Во Варшава да. Така се викаше тој турнир. И тој е Има Полонија, Гвардија. Фактички тоа им се клубовите. Полонија, мислам, полиција, Гвардија, војска, така беа. И после тоа првенство за малку не успеа да влезе. За нас не успеав и излагам во рингот. Олимпискиот тим. Да, Шишковиќ, тоа ќе ми остане во сеќавање. Другиве се загреват, значи имаме и овие наши. После мене доаѓа Ганија Реџепагич. Тој е тука државен првак. Реџепагич тогаш стана и првак. Државен првак. Многу ме прашува, ајде, пошто сме тука само да не избегамо тоа, ме прашуваат зошто толку добро боксуваш против леваци. Јас во парови, значи имав таа среќа. Реџепагич е левак. И секој пат кога си на тренинг, јас секој пат спарингував со Реџепагич. Така да многу добро ги научив леваците и затоа со леваци знаеше од каде доаѓа опасноста. Така. И која е одбраната? Каков гард да поставиш против левакот, на пример? Левакот. Дали двоен гард да се чуваш или ти левакот секој пат треба да мудиш во лева страна. Не смеш во десна, затоа што се местиш на лева рака, пошто тој ударач. Ако одиш во десно... Ти во лева да бегаш треба, за да избегаш. Во лева, затоа што него му е незгодно. Се, тука доаѓа, сега ќе ви кажам една моја, тоа ќе ми остане во сеќавање, во репрезентација на Југославија, спомнена Мате Парлов, покојен. Од лева страна, одиш лева страна и треба да бидеш многу итар со предната рака. А тоа го научив од легендава на светскиот бокс за мене, едно од најголемите на сите времења, Мате Парлов. Бевме во репрезентација 75-та година. Бев на изборно горе и тоа ми остана во сеќавање во мојата историја. 5 рунди спарингував со Мате Парлов. Тоа беше пред да оди Мате во професионалци. Пред да оди тоа беше задното. Светски првак во Хавана. 75-та година тој го боксува, мислам дека боксуваше последниот меч во аматери со Джевдет Пеци во Белград 75-та година и ние бевме тука на припреми за Оскар. Оскарот, знаеме, у февруари се одржува и има златна ракавица. Знаеме, тоа е едно ко нашиот златен гоншле. Јас тие, ќе паметам, од него научив како треба да се боксува со левак, фактички. Тоа ми беше голема школа од Мате Парлов. И секој пат ми викаше, ајде македонец во рингот. Тогаш беа Мате Парлов, едно најаката репрезентација, значи Мува беа Лишановиќ, Шачировиќ, Перуновиќ, Аце Русевски, Миленковиќ, Братислав Лис. Само се подсетиме за кои боксери, која репрезентација се. Братислав Риштич, полувелтер Маријан Бенеш, полувелтер. Имаше и Станковиќ тука у велтер категорија, опасен боксер. Станковиќ, полусредња. Велтер беше и Слободан Качар тогаш, полусредња. Јас, Жиđić, Јефтич, Светомир Белич, Јелисиевиќ, Вујковиќ и тука усредна. Каде ќе се избориш меѓу нив? Тоа беше страва. Полутешка покојни Поповиќ,
Аце Поповицо беше полутешкаш и тешка беше Матеич и Мате Парлов полутешка. Тоа беше... Ете, имав среќа да во тоа време со една плејада југословенска. Сега, ова е момент да се подсетиме и да кажеме нешто за југословенскиот бокс. 78-та година, светско првенство во Белград, ние имаме 6 финалисти, ниту еден не освои златен медал. Сите со сребрени медали беа. Тогаш беа Ристи, Шачировиќ, Богуевци, овие што ги спомнах, Хашани, па и Вујковиќ настапи во супер тешка категорија со Стивенсон, оној познат меч негов, која после втора рунда скокна наводно ударе, не може да продолжи, кај овој Кобра беше, може да налета, тука да остане. Тука, ја не знам која беше математиката, Вујковиќ е феноменален боксер, левак, контрагардаш. Левак, Вујковиќ ако одеше во полутешка, Вујковиќ му ослободи категоријата на Тадија Качар, пошто и слободен двајцата браќа. Па за браќата, средна, полутешка и тешка. И тешка. Ако Вујковиќ одеше во неговата категорија, тој ќе можеше да биде прв. Тој ќе беше светски. А исто можеше да биде прв и Аце Русевски, меѓутоа Аце Русевски со Давидсон мечот беше прекинат за аркадата. Не беше некој проблем таа аркада, меѓутоа дежурен доктор беше унгарец, а Аце, доколку победеше, требаше да се состане со Ботош, со унгарскиот репрезентативец кој беше надежба за освојување медал и го дисквалификува. Аце беше голем фаворит. Аце беше капитен на таа репрезентација. Штета за Аце, се сеќавам. Аце тука ќе отидеш сигурно испод сребро немаше да биде. Несрекно судија, несрекно завршено. Па добро, али тако само за една да биде од тој боксер што изгуби Давидсон стана светски првак. Да, Давидсон стана светски, после отиде во професионалци. 78 година. Значи се сеќам, Давидсон стана светски првак. А твојата кариера после Борово, еве во Борово, повторно стигнуваш до полуфинали и трето место во поранешната држава, кажа дека опасна конкуренција во сите категории, посебно во овие тука од велтер до полутешка. Тука беа собрани оние најелитни боксери. И ти каде и како ја продолжуваш твојата кариера? После мојата кариера, јас одам во Бања Лука. Бања Лука се јавува, Бања Лука... А што беше причината да одиш во Бања Лука? Таму имаше еден голем ентузијаст, Средое Зекановиќ. Беше директор на клубот, така, дебелиш. Здравко Пала, Звонко Пала, Јокановиќ, Маријан Бенеш, Бисиќ, тоа беше страва, да, тоа беше боксерски град. Па им фалеше најверојатно во тоа време мојата категорија. Па, јас кажав нешто, остана во Скопје, јас и ме бараше Раднички Белград, тоа беше Раднички Приштина, да не зборам. Јас со приштици фактички буквално тренирам нон-стоп во Сарај, пошто во тој крај живеам. Тие по цела година беа тука на подготовка. Јас бев со онив нон-стоп, Приштина и така. Ете, во завршното, во кариерата, Бања Лука се јави Средој Зекановиќ, тоа беше нивниот, отидов во Бања Лука. Во Бања Лука беше плејадава Здравко Пала, Звонко Пала и тогаш довеѓа младиот боксер Анте Јосиповиќ. Знаеме дека стана олимписки шампион во Лос Анџелес. Тој беше млад, тој боксуваше полусредна, средна или ја идев у полусредна, тој средни, така, им требав ја. Ти веројатно тогаш постојано со Јосиповиќ спарингуваш. Со Јанте Јосиповиќ, со Маријан Бенеш. Беше една специфична ситуација, да се вратија малце на Кошињако репрезентација, значи два пати. Маријан Бенеш го избегава на спаринг да ода со него. И само ќе каже, ќе вели, ајде македонец. Ајде, рекол. Од македонска репрезентација бевме Муа беше Лимановски, Аце Русевски, јас,
беше Калач, тие беа јуниорски прваци, тогаш дојдоа во репрезентација Мемети и така натаму, и со Маријан Бенеш он бараше само спаринг. Ја реков, ајде Македонец, и ке спарингуваме. Така да... Ама и на спаринг, и Тој на беше спарингувањето како да е на ринг. Нема, као на ринг. Ја горе раце, тогаш и Парло И му беше. вика, чекај бе, сакаш да спарингувам, а ти си се заето. Па дури мене едно име викаш, овој Тадија Качар спарингува со него, излага од надвор, каже овај, вика ајде ти каже, овај дојде ти ова Македонец, мене вика, ајде вика, каже си луд, каже Македонец, ајде реков нема. Така да, нема, едино на спаринг со Маријан Бенеш, тој нема косач дрва, тој беше ударач. Ко машина работеше. Ко машина. Но што е за едно... Пази животот како е. Јас одам да боксувам сега за Славија Бања Лука и ние се наоѓаме таму. Со Маријан Бенеш. А тој припремаше, тој се спремаше за професионални мечеви имаше. Тој тогаш го имаше изгубено едно толку и така. И мене секој пат во репрезентација ќе ми рече, ајде Македонец во ринго. Екам, ети, не, ајде ти Македонец. Така да него го искивира, тој немаше кај него полека, средно, јако. И така. Добро, стана европски првак и тоа таму да, во 73-та Борик, во година, салата во Бања Лука. Бања Лука Се стана. сеќавам на тој меч го пренесувам, а Динолфи му беше противник во таа борба за европската титула. Беше исто жестока борба една. Ударач, страшен ударач. Па добро, тој беше европски првак 70 Со Камнев, 73-та година со Камнев тешка у борба Белград. беше, дури беше малку подзагубен после мечот. И не знаеше дека е завршена борбата, завршена кога борбата. рекоа, ајде треба да одиш на прогласување шампион си. Тој прими еден Се сеќавам на тие моменти. таа е она руска школа, јас малце повеќето 80% руската школа ја. Значи тој десни контра десни и така. Тој го прими тој десни директно, тој падна доле и стана. Но имаше, пази, треба да имаш късмет во спортот. Му пролета тој удар, го закачи и му скина аркадата на Камнев. И тука беше судијата решено. стоп. И така во пола борба беше тука и прекиди. А се сеќаваш и на мечевите на Бенеш со Пламен Јанков. Како? Бенеш душа немаше од него. И тоа по неколку пати во нокдаун се наоѓаш. Сакам да кажам дека секој боксер, иако е класа, достигнал еден врв во боксот, сепак има некои противници кои не му лежат како што беше случајот еве со Пламен Јанков и тоа два пати. Ти имаше ли некој така незгоден со кој што не сакаше да се сретнеш, го избегнуваше, или кој ќе ти паднеше на ждреб, ќе речеш, кај падна Кај тој ми сега? падна? Имаше еден боксер, и јас го победував, многу чудна работа, специфична. Јас ке победам, а јас толкав со модрици. А тој ништо. Тој е покојни Манчич од Раднички Ниш. Ке боксуваш со него, дали такви ударите му беа, дали секој пат со шливки, нели? Што ги кажуваме ние во боксот, све со модрици. Тој беше многу незгоден боксер. Јас ке го победам, а секој пат во лицето повеќе мудрици, мафијаци. Беше незгоден боксер. Така да има незгодни боксери кои што не можеш да боксуваш со нив. Имаш некој меч загубено со нокаут? Имам само еден меч со прекид и тоа дерби меч Вардар Скопје со Маријан Марковски. Маријан, уствари, првиот меч кога се одржи, јас го победив со нокаут, со прекид, значи не прекид, а вториот меч исто тој ми се реваншира. Да, тоа е против. Секој пат против Вардар Скопје, дерби беше многу јако. Многу јако. Има нормално, сите боксери доживеале нешто. Но секој пат сум тежнел да удрам, да не ме удрат на техника. Кога си бил најсреќен вака и полн во себе
после некој меч таков, кај што си бил задоволен и си рекол, навистина одбоксував. Супер. Хајде да одвоиме нешто. Беа многу такви мечеви, но специфичен е 74 година боксувам со Никчевич. Тој таа година 74 го победи Светомир Белич. Мој идол во боксот е Светомир Белич. Имате прво. Да. И Светомир Белич и дојде време 75 година ја у Бања Лука да боксувам со него. Баш со Светомир Белич. Збориме за Никчевич за мечот. Никчевич мечот. Ти го спомна еднаш Никчевич, ама тоа беше друг меч во таа Овој втора првиот лига. реков, и ми вели Дуковски, мојот тренер Живко Дуковски, а после доаѓа Живора Шишко и Живко Дуковски вели, Блажо, ова ти е сега момент. Добро тренере, разбра. Борба 3 рунди невидена. Тој ќе ми остана меч и со него после тој меч више Василев го победувам во Скопје, а тој беше државен првак, тој го имаше победено Светомир Белич. А со Белич да дојде, ја прво не сум сонувал дека идол ми бил, тој и Парлов. Со Белич дека ќе дојдам да боксувам, тоа беше... Белич доаѓаше тамо и на првите гонгови. Ако се сеќаваш, Вуин беше првиот освојувач, потоа доаѓа Белич, Бактијаревич, Омерович. Секој пат прашуваат кој ти е идол. Мене идол ми бил Светомир Белич. Да удриш, а да не те удрат. Да, Белич беше познат по тоа, беше одличен техничар. Одличен. Тој просто така танцуваше на рингот и никогаш не се изложуваше непотребно на опасност. Велемајстор, али секој пат исто во позадина, како голем работник, значи Мате Парлов. Тоа е неприкосновено. Мада има многу. Од плејада, тука се Шачировиќ, Ристич, Бајрам Хашани, тоа се мајстори на боксот. Има многу, имаме од Скопје, кој што се... Ај за нашиве боксери, за нашиве боксери, македонски вет. Добро. Аце Лимановски, Реджеповски. Аце Русевски, да не знаем. Реджеповски, Лимановски. Добар беше и Реджеп Јакупи. Тој беше исто државен првак. Државен првак. Јас се сеќам на, ајде тука малце, како оди животот и боксот, спортувањето. Јас боксувам во Куманово, а Реджеп Јакупи боксуваше уводни борби. Нели, пред ова има уводни. Ја му викам, браво, мали, се спремам, ќе бидеш добар, супер си. Јас се сеќам на неговите збори, и јас, Василев, сакам да боксувам како тебе. Тоа на Кумановски мач ми стана многу интересен. Добре, мали, реков, ќе те биде, а ти го гледав. И така стана. Стана многу добар боксер. Малце за македонскиот бокс, значи, за кај нас. Нашава екипа од Скопје, кој ќе дојдовме дерби беа мечевите Скопје-Куманово. Тука фул боксери. И фул трибини. Фул трибини. 10 боксера тамо, 10 вамо. Ти секој пат без еден боксер можеш да боксуваш без 20 боксери со 8. Ако немаш тројца, службено се губи и така натом правилата во боксот. Кога ќе дојде Скопје-Куманово, фул. И публика, и спремни, и во сите категории. Секој тоа било јаки борби, јаки мечеви. Ти се сеќаваш на некоја борба со Како кумановчарите? не? Сега Куманово, тие беа царови за доле, за ниските категории. Мува, бантам, перола, калака, полувелтер. Ке дојдат и ке ни земат 10-0 килограма. Сега нив им треба една нерешена. За да победат. Да победат, екипно. А ние кои ќе фатевме од велтер, полусредна, средна, полутешка, тешка, ние бевме горе па доби. Секој пат. Затоа велам, ако беа Скопје и Куманово, заедно. Тука кој бевте? Ти беше, Калач беше, Калач, Мемети, ја, Редже Пагич, да. Мемети го заборавивме, супер боксер. Мемети да не го Нечко. Нечко, па Редже Пагич, па полусредна. Пред мене имаше многу добар, тој Владко Самуиловски. Владко беше и втор на државно првенство за државно младинци. Пред мене, да. Владко, син на Мишо Самуиловски, еден од најпознатите. Страшен полусредњаш. Фотографии, камермани, па и Владко продолжи постапките на Мишо, да. А беше боксер.
Со таа генерација, добра генерација беше и практично тогаш беше и Азис Салихов. Азис е од нашиот Од таа клуб. Спомнеме и него. Тука почна таа генерација да се изградува кон крајот на 60-тите и почетокот на 70-тите, а реков и на стартот од емисијата, најплодна она 70-та година за еден помасовен квалитет. Потоа имавме, ама индивидуално. Така, Реджеп Реджеповски, Јаце Русевски отиде во професионалци, остана Азис Салиху и учествуваше и на Олимпијада и медал освои, така и на европски првенства. Олимпијци, така да, кој се испомня Азис Реджеповски, како доидеме се Реджо со сребро, бронза. Сега ајде да ни кажеш, еве ги ракавиците се овде и ми кажа која ги донесе, овие се од последната борба. Тоа ми се, да, овие се осми и за меѓународни, овие државни првенства не се боксува, овие се осумуци само за меѓународни. Да, со они сити бавме своји ракавици. Ја сеќам кога дојде Живора Шишковиќ, вели, сите мора да имате своји ракавици. Така, Спорт Београд и со нив завршив, ете. Со кој боксуваше? Се сеќаваш? Опроштајни меч, се сеќавам, баш ги има Трипча Скопје, 11-9. Јас се одлучив борбата за победа на екипна. Да види. И за едно чудо, јас бев полусредња, средњаш. За живот полутешка за екипа, ако треба, плюс со 500 грама кило. Тогаш отидов во тешка категорија само со 300 грама. 81 и 300, опроштање... Се жртвуваше за екипата. Се жртвува за екипата, да. Вика, Дуковски, вика, шо ќе правиме? Нема шо да правиме, умре машки. Идеме до крај, тренере. Имам јас долго доживување со него, затоа што он беше тогаш кој ќе дојдеше таа категорија, средња категорија, можеше да биде борбата негова одлучујќа дали ќе победиме или нема да победиме. Меѓутоа, тогаш ломеше таа категорија средња. Ако победеше Влажо, onda може да победиме до крај. Така, инаку беше многу храбар, како капитен на екипата. Сите го почитува, он ги сакаше сите боксери, со сите сакаше да комуницира, беше многу, сакаше да им помогне во се, да им покаже да станат добри боксери и помладите и постарите, така од едно само изненадување беше што од еднашка чув од некој дека Блажо заминал за Бања Лука. Да ја продолжи кариерата во Бања Лука. Меѓутоа, знаете, тогаш не беше толку многу да мора да некои санкции превземаме. Го пушти, не сака не доди у Бања Лука, нека оди, затоа што Бања Лука беше најдобра екипа. Се бореше секогаш да биде Бања Лука прва во Југославија. Најдобар беше Маријан Бенеш. Ама Блажо навистина беше и ги одушевуваше боксерските љубители на боксот во Бања Лука. И сега на крајот да ни кажеш точно кога почна и кога заврши твојата кариера, зашто ти долго време се задржа на рингот, а од тој период додека беше активен, најмногу беше член на боксерскиот клуб Скопје и ми се чини дека ти си боксерот со најдолг стаж во Скопје. Во боксерскиот клуб Скопје, така. Толку години како капитен, па од 72, 73 до 87. Со една пауза така, нели, за Славија Бања Лука, што ме зема да боксувам за нив, за да останат во прва лига, пошто боксувам со нив. Добро, ама Скопје ти беше али Скопје, да. матичниот клуб и клуб во кој што мина најдолг период од кариерата. Така и беше, затоа и останав, во најубавите години останав во Скопје.
ете, лојален, што вика Дуковски, патриото. Има многу работи и в Бугарија кога боксувавме. Сега ќе боксиш патриотски само за Македонија, реков, во склоп на Југославија тогаш. Блажо Василев, семејство, има, нема, до каде е стигнат? Семејство Блажо Василев, 4 деца, 3 машки, 3 сина, една керка. Тој го спортот во боксот, мојата фамилија сите го работат, сите го тренираат, но големиот ми беше одбојкар во прва лига, вториот син кошаркар, добар кошаркар, керка ми е игрорка одбојкарка, а најмалиот е најака. Тој е фудбалер. Боксер никој. Со боксот сите се бават, сите го знаат боксот, сите тренираат, но не сакав да биде она, таткото е боксер, а боксуваат феноменално сите. Но изборно, каде сакат, таму нека се. Замисли што би се случило, тројцата да сакаат бокс во 3 различни категории и спикерот најавува Василев. Да, Василев. Завршува борбата, повторно Василев, ќе рече да не сгрешил. Има... Завршува таа борба, повторно Василев. Тешка имаме, полутешка, имаме лесна и малата исто тренира. Сите го знаат спортот, мислам боксот, но секој си одбра свој спорт. Така да не можеш. И јас не сум за тоа. Окей. Таткото бил боксер, тренира бокс, дека мора си бират она што ги привлекува. Но што е многу битно, што е многу важно во духот на спортот, значи јас ќе кажам боксот е, не знам како другите го сваќате, голема работа. Племенита вештина, племенито. Да. На крајот само да кажам дека за нашите гледачи ова беше Блажо Василев, еден од најпознатите наши боксери во минатиот век. Говоревме за оние медали од државните првенства, за неговата кариера, за противниците. Не спомнавме, ги има многу титули, првак на Македонија во својата категорија секогаш беше неприкосновен, па ако ги броиме, сметајте дека од првиот настап на тие републички првенства на Македонија до последниот секогаш ја освојуваше титулата, па и потоа е можеби и рекордер. Ете, тоа беше Блажо Василев, нашата боксерска легенда.